Господин Рамадани, како го оценувате вчерашниот референдум и се она што се случуваше? Па добро, мислам дека и се очекуваше дека тешко може да се постигне тој цензус, односно праг, преку 900.000 да излезат на гласање, затоа што избирачкиот список се уште дискутабилен, а дискутабилен е и цензусот поради тоа што многу граѓани се надвор од земјата, а во исто време немаше некоја излезеност, да речеме, како што се случува кога има парламентарни избори. Мислам дека политичките партии понатаму продолжуваат да бидат премногу активни кога се во прашање избори кои се однесуваат во нивен интерес, а пошто ние со референдуми немаме некоја традиција каде што граѓаните би се мобилизирале толку за излезеност. Но како и да е, интересен е и резултатот од тие што се излезени. Мислам 93-4% да бидат за, тоа сепак е еден показател дека има добро расположение кај граѓаните за евроатлантските интеграции. Се разбира во врска со договорот со Грција, има и резерви, има тука субјективност, што понекогаш и треба да се има, мислам, разбирање, затоа што премногу е сензитивно прашањето. Но мислам дека требаше да се излезе во поголема бројка, односно во поголем процент, затоа што овој договор, односно овој референдум ни ги отвара вратите за членство во НАТО и ЕУ, каде што кога се во прашање идентитетските прашања, македонскиот јазик, ако бидеме членка на клуб кој сепак во своите редови има демократски земји, клуб кој има силни земји економски и така натаму, тогаш можеби ќе имавме и убеден сум ќе имаме многу по-силна опозиција, по-силна позиција за да и понатаму работиме на тоа што се демократски процеси, а и афирмирање на идентитетот. Јас го илустрирам со пример, ако утре бидеме пример членка на Европската Унија, македонскиот јазик ќе биде еден од јазиците во парламентот на Европската Унија, така што има некои бенефити и економски кои навистина ни даваат за право да кажеме дека сепак треба да помине сето ова. Ние понекогаш се фаќаме за ситници, законски, меѓутоа треба да ја гледаме големата слика. И најдоброто што може сега да се случи, мислам дека треба да продолжи процесот во врска со договорот и евроатлантските интеграции. Албанците се чини на овој референдум не излегоа во голема мера. Како го оценувате ова? Да, мислам дека албанците можеа да излезат во поголем процент, затоа што ако декларативно со години слушаме дека се за НАТО и за Европска Унија, тогаш овој е процент кој не го задоволува, мислам, тоа што е очекување, односно што се очекуваше. Која е причината? По моје причината е што политичките партии во нивната кампања, ајде да речеме и пропаганда, да речеме во врска со тоа да биде одзивот голем, да се излезе и така натаму, премногу тесно партиски се водеше. Дури имаше елементи каде што сака да се промовираат, експонираат лидерите на политичките партии повише него да говорат и да направат нешто повеќе за суштината на проблемот. Јас само ќе го илустрирам со еден пример. Ако една партија со незиниот лидер оди во едно место, да речеме, во едно населено место,
денеска, утре се појавува другиот лидер на другата партија, задутре третиот и така надаму, така што се добиваше впечаток дека како да одат да ги мерат силите партиите, а не да ја објаснуваат суштината. Немаше никаде заеднички настап на политичките партии, пошто не се работеше за парламентарни избори, се работеше за референдум и за тоа како граѓаните ќе излезат и ќе гласат. Така што граѓаните тоа го приметува, таа поделба и за вакви, да речеме, значајни работи, партиските лидери, односно политичките партии, не смогнаа сили да остават впечаток пред граѓаните дека сите заедно се за да се успее во ова, мислам, евроатлантска опција и така да веројатно многумина од граѓаните поаѓа од фактот едните не го прифаќаат едниот лидер, другите не го прифаќаат другиот лидер и немаше некоја активност како што обично се прави кога се парламентарни избори, него се оставија граѓаните скоро самите и спонтано да одат на гласачки места. Господин Рамадани, што сега во една ваква ситуација? Договорот речи си сигурно ќе се сели во собрание, ќе се успели тамо да се обезбеди двотретинско мнозинство? Па јас мислам дека без разлика на сите овие изјави, позиција, опозиција, бойкотирање, за, против и така натаму, лидерите на политички партии треба да седнат уште еднаш и да имат пристап одговорен кон големата слика, кон тоа што значи евроатлантска интеграција. Иако тука малку спласнат во однос на тие противења, антагонизми и да го најдат тоа што е најважното во овој момент. Дали овој процес треба да се одолговлекува, дали овој процес треба да заврши побрзо, дали низ процесот на интеграција може да се поправи и подобри нешто и во однос на самата позиција на граѓаните, во овој случај и самата позиција на македонскиот народ, односно македонската нација, затоа што без пријатели, без големите сили, без центрите за одлучување, тешко може да се постигне до една цел, макар да е и идентитетско прашање или да е државничко прашање. Само со пријатели може да се постигне нешто повеќе.